Ние Итар Пејо го изучуваме во школото, дури и споменик му има во Прилеп. А јас памтам една приказна за Итар Пејо, каде што Итар Пејо дојде од Маријово во Прилеп на пазар и донесе мед. Арнал не бил бричен. И рекол, ајде пред да одам на пазар, да одам на бербер. Не знам дали се сечавате вие на оваа приказна, дали го читате. Значи оде на бербер, а берберот го гледа оддалеко. И знае дека тој доаѓа од село, од Маријово. И им вели на другите градски луѓе, не. Вели, видите го овој село, сега како ќе го зезнам. Ќе го бричам со тап брич. Влегува Итар Пејо, добар ден, кој е наред? Вели, ти си наред. Овие така се дојде, други. Седни. И зема еден тап брич и го бричи и нормално го одрал. Крв му пушта. Итар Пејо убаво се заблагодарил и рекол, може ли јас наместо со пари да ти платам со мед, затоа што уште не ми е продаден медот? Не му. Овој рекол, да, може. Не ме кошташе ништо, овие се изнасмеја, сите те зезнав. Нели, крв ти пуштив. Може. Итар Пејо го остедал тегнито си отишол. Се насмејале овие градските луѓе, нели, од Прилеп и рекли, ајде се почастиме од медот. Отвориле, што ќе видат? Смола. Луж ситуација. Значи, тој не е одрано, овие не добиле мед. Пубаво, че беше обратното. Тој да се заврши работите како што треба и тој да се платиш.